Поголем дел од мајките од прилепка и кои се доделени децата после разводот ја користат ситуацијата со коронавирусот и полицискиот час и не сакаат да им дозволат на нивните поранешни сопрузи да се видат со своите деца. Од Центарот за социјална работа од Прилеп апелираат родителите пред се да го стават интересот на децата, а не нивните лични расправи. Признаваа дека во целата оваа ситуација не можат итно да реагираат како во нормални услови. Најмногу мајките прават проблеми, најчесто тие се оние кои сакаат да го злоупотребат, да ја злоупотребат оваа пандемија за да не ги дадат малолетните деца на средба. Да бидат малце пофлексибилни во однос на средбите, да се прилагодуваат на полицискиот час, затоа што ние како институција немаме можност толку брзо да ги менуваме решенијата за средби, како што се врши промената на полицискиот час, како што гледаме динамична е промената. Социјалните работници велат дека ваквото однесување и секојдневни расправи на родителите ќе остават трага врз психичкиот развој на децата. Постојано биле достапни со совети за овие случаи, но засега со вербалните укажувања немало некој напредок. Ја злоупотребуваат малце оваа ситуација и покрај тоа што ние веднаш им одговараме, им даваме напатствија каде да се обраќаат, нашите телефонски линии им се достапни. Меѓутоа за сега немаме некој да се врати повратно да ни каже дека има поголем успех во средбите. Од друга страна пак изолираноста на граѓаните едни од други, поради корона кризата. Според психолозите кај граѓаните донесла зголемена анксиозност, панични напади, зголемен страв и други состојби со кои тие како стручни лица допрва ќе требало да се занимаваат откако ќе заврши целата оваа криза. Чувство на вина, особено overthinking, нон-стоп да се грижам, анксиозноста, паничните напади, обсесивно-компулсивните состојби. Со посттравматските мислам дека допрва ние ќе имаме работа, бидејќи оваа физичка изолација мислам дека би можело да донеси и понатаму некои последици во однос на целокупното наше функционирање. На исто мислење се и за семејното насилство, кое во ваква ситуација не може нормално да се регистрира, а можно било и тоа да е во подем. Постои можност да имаме на некој начин ескалирање на сето она што се потиснувало во текот на дисфункционалното функционирање и сега кога немаме механизми на абреагирање, тогаш некаде тој наплив на негативна енергија снегува и најчесто тие околу нас што се најблиски се жртви. Сите овие примери се доказ дека последиците од COVID-19 допрва ќе се утврдуваат во целото општествено живење и делување.